Според последните информации кои што ги добивме пред малку, владината седница на која што се очекува да се донесе одлука за кризна состојба на пазарот со електрична енергија се уште трае. Нема последни нема во однос на она што се очекува дека таа ќе биде прогласена по барањето на државните електрани кои што го доставија до владата со образложение дека поради протестите во Грција тие имаат потешкоти да ги набават потребните енергенси за производство на струја, односно јагленот им се доставува со задоцнување, како што тврдат од компанијата, но поголеми проблеми при достава имаат со мазутот и затоа со ова барање за прогласување на кризна состојба до владата, тие сметаат дека треба да бидат активирани државните резерви од каде што ќе ги црпат потребните енергенси за производство на електрична енергија. Од компанијата во неколку наврати посочија дека и покрај тоа што следните денови ќе имаме намалување на температурите, тие тврдат дека нема да има некакви проблеми околу снабдувањето со електрична енергија. Истото вчера го потенцира и министерката за енергетика Сања Божиновска, а исто така и за јануари електрани набавија и електрична енергија од ТЕТО по цена од 119 евра за мегават час и според нивните известувања е дека оваа цена која што ја предложиле ТЕТО била пониска во однос на она што го дале другите понудувачи. Како што веќе напомена, владината седница се уште трае, во секој момент се очекува да заврши и да се соопшти што ќе значи точно кризната состојба и дали всушност ќе биде прогласена, иако со оглед на очекувањата на електрани дека таа ќе биде прогласена за да може да се користат државните резерви на енергенси во производството на електрична енергија. Но денеска е очигледно ден за енергетиката, ден за електричната енергија. Пред малку и регулаторите излегува со најновите одлуки околу новата цена на електричната енергија, кои што ќе важат по нова година, односно од 1 јануари. Според новите одлуки, сметките од 1 јануари ќе бидат повисоки од 57 до 900 денари месечно во зависност од тоа кое домаќинство колку троши. Според одлуките, оние кои што се најголемите трошаџи и кои што влегуваат и во четвртиот блок, кој што е најскап, тие ќе добиваат и сметки повисоки од 900 сметки повисоки за 900 денари. Исто така се зголемува и цената на ефтината тарифа, а меѓутоа повеќе околу новите одлуки кои што ги донесе регулаторот, предлагам во продолжение да погледнеме од прилогот. Сметките за струја по нова година за најголем дел од домаќинствата ќе пораснат од 57 до 70 денари месечно. Ова е за оние кои помалку трошат. За поголемите трошаџи, кои влегуваат во трет и во најскапиот четврти блок, ќе пораснат од 370 до 900 денари. Ефтината струја пак од 1 јануари поскапува за 2,5%. Ова го соопштија регулаторите. Нивната одлука е донесена врз основа на претходно направените пресметки на Евана Хом, чии проценти беа повисоки. Со оглед на ситуацијата и на пазарот на електрична енергија, со оглед на предизвиците кои што престојат во наредната година, кои што зависат пред се од геополитика, обезбедена е стабилна цена на електрична енергија за домаќинствата во државата. И овие зголемувања, тоа што можевме да го направиме како регулаторна комисија за енергетика, го направивме. Првиот регулатор вели дека ако со крајните одлуки не се задоволни од Евана Хом, можат да ги обжалат пред Уставниот суд и покрај тоа што има намалување на цената за пренос и дистрибуција, 200 денари кои се плаќаат за пристап до мрежа остануваат. Исто така регулаторот предупреди на дополнително поскапување на струјата ако Уставен суд донесе одлука да ги укине блоковите кои се воведоа за време на енергетска криза. На малите потрошувачи Бислимовски им препорача да излезат на слободен пазар и оттаму да се снабдуваат со електрична енергија. Сите овие мали потрошувачи им се дава сигнал да одат на слободен пазар на електрична енергија, каде што ќе се обезбедат цени на електрична енергија за 30 до 40% пониски отколку тие што ги обезбедува ЕСМ. Со ова Бислимовски смета дека ЕСМ ќе биде поактивен на слободен пазар и ќе може повеќе да заработува од продажба на струја, со што ќе ги подобри своите финансиски резултати кои не се најдобри веќе извесен период. Во однос на тоа дали се создадени услови за прогласување на кризна состојба на пазарот со струја, Бислимовски конкретно не одговори. Кажа дека сите кои се надлежни се надева дека добро ја следат состојбата и дома и надвор од земјава врз основа на која ќе ја донесат одлуката.
Значи, Весна, уште еднаш да напоменам дека во секое време се чека одлуката на владата дали ќе биде прогласена кризна состојба на пазарот со електрична енергија, со која што би се овозможил процесот на активирање на државните резерви, од каде што државните електрани полесно ќе можат да дојдат до потребните енергенси за производство на електрична енергија.